Пред пар недели зборувавме за црквата, така ли беше? И текнува, сеќавате ли што беше основната идеја за која зборувавме? Да, дека црквата сме ние, дека јас не одам во црква, не одам на црква, туку јасно црквата која се собира на едно место. Сакам да продолжам во истиот дух уште денеска. Наредниот пат е Духовден, ќе се сетите. Ќе зборуваме за Духовден, меѓутоа денеска сакам да продолжам и да зборувам зошто ти треба воопшто црковното семејство. Интересно е да погледнете, некој направил некоја ваква статистика, вели дека за целото, секоја недела сабаја, ако ја земете недела, значи од Австралија кој ќе се појави, па до таму, не знам каде на другата страна, на неделен ден, повеќе луѓе одат во црква, во еден неделен ден, отколку сите што одат на концерти, на кино, на театар за цела година. Значи луѓето одат на црква многу. Повеќе. Ако ја погледнете статистиката во Европа, интересно е, ќе забележите таму, ова е некоја статистика што ја симнав, ќе забележите дека имате многу земји во кои вика дека луѓето се религиозни, а црковното одење е малечко. Ќе видите земји каде што викаат, зборам на памет сега, 30% велат дека се религиозни, 5% одат во црква, или 60% викаат дека се религиозни, 28-30% одат во црква. За Македонија, интересно е, немаше статистика. Отидов и на Pew Research, за Македонија, за Србија, за Босна и Херцеговина беше таму, па и за Црна Гора, во овој нашиот дел тука во светот немаше информација. Колку луѓе реално викаат дека се религиозни и колку луѓе всушност викаат дека одат на црква редовно или почесто или таму некаде на тој начин. Од веродостојни извори, ево погледнете чисто во Европа како што се случува, ако ве интересира може да ги најдете, ама за 2020 година најдов некои статистики мешани за Европа и за Америка. Вика вака, 29% од луѓето вика во САД велат дека биле во црква последните 7 дена. Со други зборови, еден од тројца во Америка вика барем еднаш неделно дека оди во црква. Така барем некој напишал. Ама интересно е дека во 2009 година бројката била 48%. Скоро секој втор викал дека оди на црква. Колку е вистина, нека кажат американци. Јас не можам да кажам. Ми се вели дека само 5% од тие што одат во црква дале десеток. Само 5% вика од тие што одат во црква даваат десеток од своите примања натаму. Интересно е дека главен фактор за избор на црква за повеќето луѓе е проповедањето. Зошто би одел во таа или во таа црква? Не е музиката, не е колку е славен пасторот или нешто друго, туку била проповед, така вела. Библиската наука била решавачка за избор на црква. Сега ќе речете нема шанса. Кој сака да слуша здраво учење? Интересно е ако погледнете статистики од, пак ја спомнам, Америка и Канада. Црквите кои се тргнаа од библиското учење драстично губат членови. Затоа што ако отидеш во клуб, ако отидеш во некоја забавна активност, ќе си поминеш побава отколку во црква која не ти дава ни утеха, ни надеж за вечен живот. Што бараш во црква ако не те поучува за Бог? Реално. Имаше еден куп други места каде што може да си поминеш далеко побава. Сега интересно е дека заради пандемијата просечно намалување на посетеност на црква е околу 29% во светски рамки. Значи, 1/3 од луѓето престанале да одат во црква во живо, од кога, нели, удри пандемијата. И она најинтересното за мене што беше, вели 71% од тие родени помеѓу 46 и 64 година сакаат во живо богослужби денеска. 47% од тие родени помеѓу 65 и 80, моја генерација, значи тука, сакаат во живо. И да се и да не се во живо, некој им е седно. Помладиве генерации, од 99-та наваму, вика, само многу малку од нив. Всушност 27% има. Овде сум заборавил да ја ставам бројката тука што беше. Тоа е многу интересно. Луѓето сакаат да се во црква, а да не се во црква. И тоа го носи прашањето, реално зошто си ти тука денес? Што те натера да си губиш времето да дојдеш во црква? Или кои потреби, ајде да го свртам прашањето за да може да го одговорам, нели? Кои потреби треба да ги исполни црквата за некој да сака да дојде во неја? Бидејќи Бог ја исполнил црквата, ја создал црквата, извинете, за да исполни одредена цел. Црквата не е создадена да биде за анимација. Црквата треба да има некоја целисходна, целна активност. Јас сакам да ги погледнеме неколку работи што мислам дека ни се важни. Има повеќе, ама мислам дека ќе ги сублимирам на помалку. И првото нешто, зошто одиме во црква, или зошто ни е црквата воопшто потребна, е затоа што Бог ја создал црквата да им помогне на луѓето да исполнат целта за нивниот живот.
За ова има пишувано многу книги. Рик Ворен има еден пастор, има црква со цел, живот со цел, едно чудо ги има такви книги, напишани на цела, ги има на македонски пат, може да ги видите, да ги најдете. Ама Бог ја создал црквата за човекот да се исполни животна некоја цел. Која би била таа цел? Црквата треба да не натера да се усмериме, да се сосредоточиме со својот живот на Бог преку нашето обожување. Ако цела недела не ни текне за Господ, ако не ни текнува за Бог за тоа што го прави во текот на неделата, барем во недела да не натера да каже дојди на црква, прибери се на црква, дојди тука, фокусирај се, слави го Бог. Тоа е една работа за која нас ни е црквата. Многу битна работа, да ни помогне преку нашето обожување. Што значи да се обожува Бог? Ова е едно малку тешко прашање, милион луѓе го одговарат на различен начин, а јас може да кажам практичната дефиниција ова. Ако Бог е централен во твојот живот, ти тогаш го обожуваш. Ако Бог не е во центарот на мојот и на твојот живот, ние не го обожуваме Бог. Само пеење, само свирење, само доаѓање во црква, палење свеќе, седно, тоа не е обожување. Може да биде литургија, може да биде служба, ама не може да биде обожување, вистинско обожување. Тука. Библијата обожување го нарекува секој пати кога јас и ти го ставаме Бог во центарот на тоа што го правиме. И затоа обожувањето, ако сакате од реформацијата од Мартин Лутер наваму, не е врзано само во тоа што го правиш во црквата. Ако Бог ти е центар во бизнисот, ако Бог ти е центар во школото кај што учиш, ако Бог ти е центар на факултетот, фудбал кога играш, ти го обожуваш Бог со тоа што го правиш. Ако Бог не е централен таму, џабе ти обожувањето во црквата. Тоа е она основна главна функција. Сега, многу просто едноставно прашање, како да знам дека Бог е навистина во центарот на мојот живот? Одговорот што мнозина го даваат е, ќе престанам да се грижам. Дека Библијата вика не грижете се за ништо, туку секогаш во се преку молба и просба барајте од Бога да ви го даде тоа што е за вас. Значи, ако јас кажам го обожувам Бог, ама толку се грижам што не можам да дојдам во црква, толку маки проблеми имам што не можам да направам нешто, тогаш не е обожувам. Обожувањето мора да е врзано со сите своји грижи, дај му ги него. Зашто тој се грижи за вас. Инаку, не го обожуваме Бог. Се надеваме на нешто друго, а не на него. Знамо ти е тешко, знамо ти, јас не го правам тоа цело време, ама тоа е фактот, тоа е вистината на која мора да се поучи. Секогаш кога нешто друго ќе земе центар во нашиот живот освен Бог, ќе ни донесе страв, грижи, разочарување, проблеми. Знамо ти не е лесно, и јас сам себе си проповедам, така да фактот стои дека ако речеме дека го обожуваме Бог во црква, тогаш он треба да го има нашиот примат и треба тој да биде оној од кој се надеваме да ги реши нашите проблеми, а не да биде секундарен во однос на она што ние мислиме дека можеме да го решиме или да го направиме. И не само тоа, ако Бог не е центар во нашиот живот, тога зборуваме за идолопоклонство. Јас се надевам некој пати ќе зборувам, ама Августин идолопоклонството го нарекува љубов која е поставена на погрешно место. Тој не вика дека нешто лошо мора да ти биде на тебе идол. Идол може да биде жената, може да биде децата, може да биде се она кој го заменува местото на Бог, ама не местото, он вика поинаку. Кога љубовта му ја даваш на друг, примерно, освен на Бог, ти имаш идолопоклонски однос. Ама тоа е друг пат, нема денеска да одиме на тоа. Во Матеј, ќе се сетите 22 глава 37 стих, која беше заповедта на Исус? Љуби го Господа твојот Бог со сето срце, сета душа, сила свој разум. Тоа е обожување. И тоа е едно нешто за кое црквата треба да не подсети секоја недела кога ќе дојдеме на црква, да кажеме Боже, фала ти што ме подсети. Значи, една од причините или една од првата причина што ја спомнувам зошто сме тука на земјата е да имаме близок однос со Бог, бидејќи во крајна сметка Јован таму уште 4 глава на самиот почеток вика доаѓа час и веќе е тука кога вистинските поклоници, вистинските обожаватели ќе му се поклонуваат или ќе го обожуваат таткото во дух и вистина. Зошто? Зашто таткото сака такви обожувачи. Во дух и вистина. Две работи кои не смееме да ги раздвоиме. Бидејќи ако ги раздвоиме имаме проблем. Едното е во дух, автентично вика и правилно. Кој ќе кажеме на автентично, мислам во дух. И потоа да биде библиски точно. Ќе се вратам што сакам да кажам со овие две ствари. Ако пееме те љубов Исусе, нели, повеќе од се на овој свет, а мислиме на тоа кога ќе заврши службата или нешто друго, тогаш ние не го правиме вистински тоа што го правиме. Мојот дух, заедно со Божјиот дух, треба да сведочи заедно.
Мојот дух и Божиот дух треба заедно да покажат дека да, ова што се случува тука е за слава Божја. Ако не го мислиме, ако не го правиме, не е во дух. Славењето не е само пак ќе речем да излеземе тука, да зборувам овде, да запалам свеќа, да направам некоја традиција, некоја церемонија, некој обичај. Славењето е поврзано со тоа што се случува во мене внатре. Ајде прашање кој ќе си го одговорите самите. Со радост сте во црква или без радост сте во црква? Оти морате или оти сакате? Кога ќе излезете од тука, викате фала ти Боже што бев, или си викаш потепов што саат и пол без врска. Тоа ќе зависи дали сме дошле да обожуваме или не сме дошле да обожуваме. Втората работа е треба да биде библиски точно. Што значи дека се она што Библијата го дефинира како поклонение, како обожавање, како давање чест и слава на Бог, тоа ќе го правиме. Не нешто што ние мислиме дека е наша идеја или наша цел или нешто на свој начин. Зошто? Затоа што кога јас ќе решам да го обожувам Бог на мој начин, а не на онај на кој е предвидено во Библијата, јас викам дека знам подобро од Бог. Јас сум експертот, јас знам како се обожува Бог, не ми е битно што вели Библијата и кога така го обожувам Бог, сигурно ќе сгрешам. За жал, во последниве пар години гледаме по интернет што се случуваше, колку цркви што го обожуваа Бог во наводници отидоа во катастрофи. За жал. Но, ајде, на тоа не навлегуваме. Тука ни се вика таткото сака такви поклоници. Таткото, Бог сака поклоници кои во дух и вистина ќе му се поклонат, кои ќе бидат со него заедно. Патем, ајде се вратам малку. Замислете, сте имале ваква ситуација. Разговарате со некој за Бог и тој ти вика, јас го замислувам Бог вака. Или за мене Бог е, и ќе кажеш што мисли. Ние всушност го склопуваме Бог на наш терк. Боже, ти треба да бидеш ваков, за да ми служиш мене, па јас да те обожувам. Кога така ќе поставиме работите, сите викаат, не, јас не го зборам тоа. Но тоа е реалноста, за жал, ако не биде. Како се гледаше тоа обожавање? На кој начин беше покажано? Погледнете како. Во дела 2.46. И секој ден беа постојано еднодушно во храмот, прекашува лек, има Господен вечера, по домовите и прима храна со радост и просто срце. Се собира заедно, не ги собираше сите во храмот да се соберат. Ки имаше мнозина. Сеќавате после првата проповед на Петар, колку луѓе се обратија? 3000, околу 3000 вика луѓе. Да додадеме мажи, жени, некои тука ако броеле, една огромна бројка луѓе, тоа стадион немаше да ги собере таму. Јас имав прилика во животот, малку фалба, како сакате разберете ме, да бидам на стадион неколку пати кога се собираат луѓе да го обожуваат Бог. Ова е во Порто Рико 95 година. Глобална мисија со Били Грејм, кога преведував за него. 67.000 луѓе на еден стадион. На истиот стадион каде што имаше 67 луѓе за евангелизација, Мадона успеа да собере само 40.000 во тоа време. Кога 95-та, кога беше во жижата на нејзиното главна беше. 3,5 километри од двете страни на стадионот, автопатот беше затворен како паркинг за возила. Неверојатно, вика сите беа заедно во дух и вистина. Кога ќе соберете толку луѓе на утакмица, ги делат едната и другата страна да не стане тепачка. Кога се собират луѓе да слушаат за Господа, треба да се види дека има еден дух, дека има една радост, дека едно нешто се случува. Ама, јас да поставам едно попрактично прашање, како ова да го направи нашата црква? Што треба да се случи за ние да растеме во нашето обожување овде? И пак, ако се врзам со темата од минатиот пат, како ова ти практично ќе го направиш, за да стане вистина во твојот живот, па и во животот на сите нас кои ќе се собираме овде да бидеме црква. Оде се сеќавате од минатиот пат, црква сме јас и ти. Црквата се собира тука, сите ние доаѓаме овде место. Значи, ако сакаме првото да го повторам уште еднаш, да ни помогне, црквата треба во нашето секојдневие за Бог да ни биде во центарот. Во нашата суштина, во нашата срж, срцевина, ако сакате. Понатаму, црквата треба да ни помогне да се поврземе со други верни, за да имаме со нив заедништво. Црквата не познава самци христијани. Црквата не познава, јас сум новороден обратен човек кој е сам некаде таму на страна. Ако си во затвор е друга приказа. Ама иначе јас ќе си славам дома, ќе си служам дома, ќе гледам на интернет. Ние ги ставаме овие проповеди на интернет и стално. Така бев договорот со Никола да спомнем, кој не гледа на интернет, нека дојде во црква. Тоа е многу подобро. На тој начин. Ама значи, целта ни е да имаме заедништво. Црквата треба да ни пружи заедништво. Да се собереме на купче тука. Ајде пак една мала дефиниција проста за заедништво. Да се научиш да ги сакаш другите луѓе во Божјото семејство.
Да се научиш да ги сакаш. Јас кажав нешто минатиот пат, дека повторно семејството не го бираме. Ќе се научиме да живееме со нив, со луѓето во нашето семејство. Ќе се научиме да живееме со луѓето во црквата. И тоа ќе ни помогне ова тука дружење, ова заедништво тука. Кога ќе дојдеме, кога ќе седеме сите овде заедно, сакаме да растеме во таа блискост. Значи, во Библијата читаме дека Бог е љубов. Така ли? Ако е Бог љубов, вика јас сум љубов, јас сакам вие да покажете љубов меѓу себе. Како ќе покажете љубов меѓу себе? Така што ќе седите во исти клупи, во иста зграда, во исто место. Барем еден ден во неделата и ќе покажете љубов еден кон друг. Не лицемерна љубов, вистинска љубов. Не ќе те трпам, туку ќе видам и сакам да бидам тука заедно. И кога така ќе го поминеме, ние реално покажуваме дека имаме заедништво, дека ги сакаме другите луѓе околу нас. Бог да ја покаже својата љубов, создал семејство. Пак ќе се повторам. Бог создал само две институции секој пат. Бракот и втората е црквата. Се друго се човечки институции. Ај размислете, па ќе видите. Ако не верувате, ќе се вратиме назад, може да дискутираме нова друг пат некој пати. Бог вика дека сака да научиме како да се однесуваме кон нашите други, кон нашите блиски, кон нашите далечни. Бог сака да научиме како да ги сакаме другите. Зошто? Бидејќи тој самиот е љубов. Ние вежбаме љубов на земјата, за еден ден на небото да ни дојде природа. Бог ќе не смени, иначе ако остане само на нас, тешко се ни на сите нас. Го сакаме Бог, го љубиме Бог, го обожуваме Бог, ги сакаме, ги љубиме и живееме заедно со оние кои исто така го сакат и љубат Бог. Односно имаме заедништво едни со други. Тука вежбаме. За жал, многу често знаеме да си живееме самите за себе. За жал, многу често знаеме само ние и никој друг. Никогаш не учиме како да бидеш близок со другите луѓе. Не учиме како, што е тоа или како е да се отвориш кон некој и да му кажеш, еј, јас имам проблем, дај да го решиме заедно. Може да не можеме да го решиме заедно, ама ќе разговараме заедно и ќе се молиме да се реши главната работа. Ние сакаме да бидеме дел од Божјото семејство. Интересно е како Петар тоа го прикажува во едно од неговите посланија, во 1 Петрово 2:5. Тој вели, дозволете самите вас, дозволете од самите вас, од мене, од тебе, како живи камења, да се изгради духовен дом, свето свештенство, за да принесувате духовни жртви кои му се пријатни на Бога преку Исус Христос. Овде тој ни зборува, вика, дозволете му од вас како живи камења. Ако го тргнеме малтерот, ќе видите цигли. Или камења, како сакате во тоа време. Сите се поврзани заедно, сите се дел од зградата, никој не избрал каде е, го ставил Господ, го ставил тој што градал, го ставил таму на тоа место. Сите сме на тоа место и сега сите треба да исполниме функцијата, да нема дупка. Тоа е заедништвото. Бидејќи не постои во градбат зид кој не е монтиран. Знаете, овој зид требаше да биде тука, ама не, овде ќе го ставиме подоцна. Тие се посебна група луѓе. Не, тако нешто го нема. Тоа е основата. Тука. Ова е темелот, заедништвото, обожувањето на Бог. А ние добро знаеме во Скопје зошто ни треба здрав темел. Оти кога ќе дојде земјотрес, кога почне да се тресе зградата во која сте, куќа, зграда, што и да е, сакате да кажете, добро, нема да падне. Белки. Се надевам. Да не се случи, пад. Оти почне да пука, станува страшно. Не можете да имате само вистина. Мора да имате заедништво и односи. Тие што имаат само вистина, цело време ќе осудуваат. Јас сум прав, јас знам, јас можам. Тој што сака само да има заедништво, ќе мижи и на гревот. Мора да имаме заедништво, мора да имаме и љубов. Односно, обожување. Двете одат заедно, рака под рака, ако сакаме да можеме да одиме напред и да се движиме. Бидејќи во црквата ја добиваме и вистината, и поддршката, и темелот за верата. Пак да се вратам на првата црква, вели така се крстија оние кои го прифатија неговото слово и во тој ден се приклучи околу 3000 души на црквата. Беа постојани во што? Во апостолското учење. Не беа постојани во приказни, во муабети, во дружење заедничко фудбал играње. Постојани во апостолско учење и општење, во прекршување на легот и во молитвите. Вчера се слушнав со пастор од црквата во Скопје, еден пастор ми каже дека денеска ќе имаат крштевање. Јас му реков, фала му на Господа за една прекрасна вест што можам да ја слушнам во ова лошо време, кога стално лоши вести слушаме, да чуеме за нешто убаво што се случува во црквите во Скопје. И он беше израдуван, и јас бев израдуван. Наискрено од срце го кажувам, тој Бог нека си ги благослови денеска. Значи, ме знаете,
стално морам да давам некоја домашно. Кој ќе биде твојот следен чекор за да го зголемиш заедништвото со браќата и сестрите? Оти ако си одиме од тука, а не си одговориме на овие прашања, пак ќе речем џабе сме тука. Што ќе направиме? Забележете го во редоследот во дела 2. Поверува, се крстија, се приклучија на црковното семејство. Растеа во заедништвото едни со други. Многу важна работа. Не е само поверував и готово. Не е само поверував, се крстив и толку. Не е поверував, се крстив, дојдов во црквата да ви кажам на сите дека вие не знаете што правите. Поверував, се крстив, се приклучив, растев во заедништвото со сите тие околу мене. Ова е библискиот принцип. Ова е она за која во дела 2 ни го зборува Лука и она нешто што кое треба да се појави кај нас. Ова е една статистика. Ја најдов на интернет беше кога имав некои други истражувања за мене, вика вака: ако се изолираш себе си од луѓето, генерално, и никогаш не развиеш блиско заедништво со никого, имаш 3 пати поголема шанса да умреш прерано, 4 пати поголема шанса да изгориш емотивно, 5 пати поголема шанса да бидеш клинички депресивен, 10 пати поголема шанса да бидеш хоспитализиран заради емоционално или психичко расстройство. Ова е резултатот. Ова не зборува за црква. Ова зборува генерално за човек со човек однос. Ако немаш човек со човек однос, може да бидеш мизерен, беден, сирот, ама среќен никако. Тоа е вистината. Или како што би рекол апостол Павле, така и ние сме мнози на едно тело во Христос, а секој поединечно сме органи еден на друг. Така тоа апостол Павле знае убаво да го срочи и да го каже. Значи, првата цел да го љубиме Бог, обожување, заедништво, да научам како да се однесувам према другите, и третото е, мора да растеме во учеништвото. Црквата треба да ни помогне да растеме во учеништво, или тоа ти е библиски збор, ако сакам да кажам, да пораснеш во тоа што го знаеш во верата. Да растеш малку. Како знаеш дека си духовно зрел? 3 работи. Промена на карактерот, способност да имаш некаква, значи ќе промениш карактерот, ќе имаш способност да читаш, да учиш, и второ и третото, последното е способност да се репродуцираш. Што значи да се репродуцираш? Кога знаеме дека некој е физички зрел? Кога може да забремени или да го забремени некој. Тоа викаме, дошло до една физичка зрелост да може да се умножува себе си. Кога знаеме дека верник е духовно зрел? Кога тоа што го знае го споделува со други. Кога прави ученици од другите луѓе. Тоа е нормална една животна функција, еден начин. Затоа апостол Павле во Евреите 5:16 гледате што вика: според времето требаше да бидете учители, а вам ви треба некој да ве учи на основните начала на Божите пророчки зборови. И станавте такви што ви треба, вика, млеко, а не тврда храна. Не дај Боже да е тоа за нас да се каже. Да, вика, супер се они, прекрасни луѓе, го обожуваат Бог секоја недела, имаат заедништво, супер си се дружат, ама не растат. Зошто ти не се множат? Зошто не се множат? Не се зрели или има проблем. Зборувам за нашата црква, не зборувам за туѓа некоја црква. Не сакам да зборувам за другите, си зборувам за нас. Тука. Многу важна работа. Учеништвото е нешто во кое треба да растеме секој ден. Што знаеш денеска повеќе за Бог што не си знаел вчера? Прв начин за учење е преку тивко време. На сабајле да си имаш тивко време, да прочиташ од Библијата, да слушнеш нешто, да видиш нешто, да разбереш, да речеш Боже, откри ми нешто ново. Другиот начин е учиш во црквата. Третиот начин е специјално да се фатиш, да дојдеш на курс, на некој тренинг за нешто, да научиш повеќе. Ни требаат овие работи заедно, бидејќи иначе ќе ни биде многу тешко. Како ние ќе го направиме тоа? Ајде да видиме што вика Библијата. Сум ги наредил сите точки заедно, да може да ги видиме. Прво, ни треба црковно заедништво да не подготви да направиме нешто преку служење. Некој, уствари, ајде пред да зборам за служењето, да се вратам само малку назад овде. Не секој мора да биде поучен или да знае како да предава. Ама секој може да биде како онај слепиот во Новиот Завет,
кој рече, јас не разбирам многу што ми зборуваат, јас не можам да ви објаснам како тој ме излечи, ама знам дека бев слеп, а сега гледам. Јас не можам да ти развијам висока теологија, јас не можам да ти зборувам тебе високи филозофии, ако те интересира, дојди ќе најдеме некој што знае, ама она што го знам е ова. Јас бев тоа, сега сум нешто друго. Тоа е доволно. Или бидете како Андреј, ученикот. Знаете што викаше? Може ли нешто арно да излезе? Дојди види. Дојди, влези во црква. Ајде, ќе зборуваме, ќе растеме сите тука заедно. Треба да поучуваме некој на кој му треба совет, треба да го поучуваме некој кој има проблем, треба да ги поучуваме нашите соработници со тие што работиме еден на еден, човек на човек да направиме нешто. Може би во мала група ќе поучуваш, може би во семејството, може би тука во црквата. Како и да е, мора да има начин тоа да се случува заедно. Кој е нашиот следен чекор како црква? Имавме, ајде ќе се вадиме се, имавме објективна причина, не, се повреди. Еден од двајците што требаше да поучуваме, па не почнавме на време, ама ќе започнеме со курс. Ќе започнеме со курс со основите на верата. Ќе го започнеме за секој што сака да дојде. Кој ќе дојде, нека слуша. Кој не доаѓа, не мора да слуша. Ќе го направиме и за наши луѓе, и за луѓе од страна. И ако Бог сака, ќе се научат луѓето, ќе сакаат да дојдат и да растат во нивното познавање на Бог. Понатаму, ова што го оставив тука, што не го сменив, Бог сака со самото доаѓање во црква да направиме нешто и за Него и за црквата во која одиме. Не сме тука само да пополниме место. Не сме тука само да трошиме ресурси. Не сме тука само да кажеме никого од нас тука што зборуваме во недела сабајле не плаќаат по глава колку луѓе доаѓаат во црква. Не плаќаат воопшто. Значи, реалноста е дека никој не е овде да поучува затоа што ќе има некоја си полза од тоа. Ползата е духовна. Викаме, фала ти Боже што можеме да споделиме нешто за тебе. Ама за вашиот, за твојот, за мојот живот да има некакво значење, мора да дадеш некаков придонес. Има ли поголем придонес од тоа да му ја смениш вечноста на некој? Ако му ја смениш вечноста на некој, си оставил богатство, вика што ништо ни црвец, ни молец не го јаде, ништо не го уништува, останува за вечност со нас. Нешто што ни е дадено. Служењето не е нешто што го работи само тој што стои тука. Служењето е нешто дека ги користиш твоите дарови, твоите таленти, оно што го имаш, за да направиш нешто за другите луѓе. Може би ќе се повторам, Мартин Лутер беше оној што кажа дека во црквата служи пасторот, во црквата служат луѓето наоколу, во црквата служи, вика, и оној земјоделецот што ја измолзи кравата вчера, за пасторот да има млеко на маса денес. И кога секоја работа, се сеќавате на почетокот што реков, кога нашата работа е обожување, кога Бог е во центарот на мојата работа, во центарот на моето служење, во центарот на моите односи, тоаш моето обожување е исто така и служба. Јас со ова што го правам, го служам на Господа. Ти со тоа што го правиш, ако го правиш за слава Божја, како за Господа, го служиш на Господа. Затоа Библијата, сеќавате што вика таму, кога Исус ги поучуваше луѓето. Ако сте војници, немојте да принудувате луѓе за нешто. Ако си бюрократ, не земај мито. Ако си учител, не гледај кој е кој. Дај им на сите исти можности. Кај да работиш, што и да правиш, служи како за Господ. Нама не само надвор, служи и во самата црква. Секогаш кој ќе ги искористи своите таленти, своите дарови, својата интелигенција, својата енергија, своите физички способности, секогаш кој ќе употребиш нешто што Бог ти го дал тебе за друг во негово име, е служба за Бога. И да го направиме во име на ова дружење што го нарекуваме црква. Тоа е онај дел кога зборуваме за, ајде ќе закачам малку, хуманитарна работа. Која ни е целта со хуманитарната работа на нашата црква? Да ги нахраниме луѓето? Или да им дадеме храна и можност да го чујат за Бога? Ако се двете работи, ние ќе дадеме храната, ако ги запнат ушите, ние не сме виновни. Ама ако само ги најадеме, облечеме, напиеме и не кажеме ова го правам во име Божјо за тебе, што сме направили? Тогаш не имаме служење. Имаме функција, ама служба баш таква, некоја си не. Нашето одење на небото не е базирано врз она што сум направил, што си направил. Далеко од тоа. Ние одиме во небото само заради жртвата на Господ Исус Христос. Ама Бог ќе не праша еден ден што направи со тоа што ти го дадов. Малку, многу, не е важно. Сите сме различни.
Ама што направи со тоа што ти го дадов е многу важно прашање. Да не биде, знаеш, извини, јас го скрив. Така не смееме. Начинот на кој може да му послужиме на Господ е со тоа што ќе им служиме на луѓето околу нас. Друг начин нема. Она вика што го направивте на најмалиот, еден од моите најмали, сте ми го направиле мене. Тоа го вика Библијата. Да не заборавиме, на најмалиот не мора да му направиме најголемо нешто. Може да му направиме малце. Ама да биде доволно да се израдува и да има. Единствен начин на кој може да му служиме на Бог е да им служиме на луѓето околу нас. Во Негово име, пак ќе речем тука. Не знам колку од вас се по спортот. Колку од вас вежбаат спорт. Ама прашањето е зошто викаме овај човек тренира фудбал, кошарка, одбојка, не знам се што. Зошто велиме тренира? Оти сака секој ден да биде подобар од претходниот. Сакаш да служиш, тренирај служба. Служи секој ден се повеќе и повеќе и повеќе. Друг начин нема. Најди начин на кој ќе служиш. Малечок, голем, среден, не е важно. Секој е ист во Божите очи. Тука не смееме да си одиме. На небото ќе правиме 4 нешта. Ќе го сакаме Бог, тоа е обожување, ќе ги сакаме околу нас, луѓето, заедништво, така ли? Ќе му служиме на Бог, ќе растеме духовно, цела вечност имаме да растеме. Како му служиме на Бог? Па вика, читате Откровението што вика. Стојат пред Божиот престол, го слават Бога со песни, го слават, го обожуваат Бог, се клањаат пред Него, но илјадници и илјадници луѓе. Ама Бог ќе праша што направи со тоа што ти го дадов. Гледајте да не го забораваме тоа мало ситно нешто и пак да се вратиме овде. Кој е твојот следен чекор во растење во служењето? Твојот личен и наш како тело. Треба да го видиме, за да знаеме како продолжиме натака. И ќе завршам со нешто кратко и познато. Патем речем, за ова сме отворени, што го реков, и старешините, и верувам сите тука што сме од црквата, отворени сме за предлози и идеи како да служиме на другите. Има само еден услов, ако и ти се вклучиш во тој предлог. Да не биде само ќе ти дадам предлог што да правиш, а јас ќе чекам некој друг да го направи. Дај предлог што да правиме, вклучи се во тоа, ќе земеме, ќе гледаме да го направиме, да одиме натаму. И последното нешто, што сакам да го кажам на кратко, само со неколку збори, ти треба црковното заедништво да ја пренесеш пораката за Божјата љубов преку евангелизирањето. Евангелизација просто едноставно значи пренесување на радосната вест. Со други зборови, што си слушнал, пренеси го. Тоа може да го направиш на милион начини и еден најпрост начин е кога сакаш нешто да му кажеш на некој да го поучиш, кажи во Библијата читаме вака и вака. Имаш шанса да почнеш да зборуваш. Да, веруваш ти во Библија? Да, верувам. Правиш ова, правиш она? Да. Почни, разговарај, оди натака. Да пренесеме радосната вест. Ништо повеќе, ништо помалку. Која е таа добра вест? Добрата вест е дека не си тука случајно. Тука си на земјата со план. Бог ти дал план за твојот живот, сака да го оствариш, сака да ти помогне во тоа и сака еден ден да бидеш со него во вечноста за секогаш. И пак ни треба црковното семејство. Се сеќавате минатиот пат што зборував, пак ќе ве потсетам на тоа. Која ни е целта која му се дочиме на некој? Што сакаме да се случи со него? Велиме да го донесеме по црковното заедништво, да биде заедно со сите други луѓе. Ако е така, дајте тоа да го правиме со цел, со желба да дојде. Има две работи што не можеш да ги направиш на небото. Едната е дека во небото не можеш да грешиш. Втората е во небото не можеш да евангелизираш. А тоа што сите што се во небото веќе го чуле евангелието, одговориле на пораката, спасени се, новородени, обратени и само заради таа причина се сега на небото. Значи нема веќе грешење, нема веќе евангелизација. Шансата да евангелизираш е тука. Шансата јас да евангелизирам ми е овде. Тие две работи Бог ни ги оставил и за нас денеска. Не греши, кажем на другите. Многу просто е, многу е едноставно. Интересно е да видиме што Бог очекува од нас да направиме. Извинете. 2 Коринќаните 5 глава 18 и 19 стих. А се ова е од Бога, кој не измери со себе преку Христос и ни ја даде службата на помирувањето.
Зашто Бог го измери светот со себе во Христос, не сметајќи, не засметувајќи ги нивните престапи и вложувајќи го во нас словото на измирувањето. Забележете колку пати го спомнува мирот. Бог кој не измири или помири, зборува за мир, ни даде служба на што? Да донесеме мир. Таа е службата наша. Зошто? Затоа што и Бог донесе мир, вика, во светот со себе во Христос. Така тука стои. Не сметајќи, вика, на престапите и вложувајќи го во нас словото, повторно кое? На помирување. Единствен начин да се помират двајца кои се скарале е ако има простување. Единствен начин да дојде до простување ако има љубов. Ако Бог е љубов, тоа е изворот на љубовта. И значи, ако ние стварно сакаме да живееме живот како што треба, во кој ќе покажеме љубов и ќе сме спремни да примеме љубов, мора да има нешто што ќе носи мир. Тоа е Евангелието, кој треба да ни донесе, да ни го смени животот, да ни даде начин да ги погледнеме другите околу нас и да кажеме да, имаме проблеми, да, имаме тешкоти, имаме се, ама ево која е радосната вест. Може да ни биде простено. Може да бидеме еден ден заедно на небото сите, не по наша заслуга, туку за тоа што Христос го направи за мене и за тебе, за двајцата. Кој е твојот следен чекор во евангелизација? Ај размислете. Имав еден тренинг, онлайн го терав пред некое време и ни даде една задача. Сега ова беше точно се погоди во оние најтешките ковид мерки. Се сеќавате кога ни беа, кога 7 дена не напуштаа дома да излеземе и некои такви работи, кога беше говорам тренингот и едно нешто ни рекла беше ова. Излези надвор, имаш еден сат, имавме прекин во Zoom тренинг. Имаш еден сат, оди, кажи му на некој за Господ. Неколку збора. Излегов кај мене во Ново Лисиче, ја поминав цела детска улица, се вратив назад, не најдов ни еден единствен човек. Се спасив, а? Зошто го кажем ова? Ајде да имаме цел. Ајде следниот пат кога ќе разговараме со некој, да отидеме целисходно да пробаме да ја наведеме водата, муабетот на Бог, на Библијата, на верата, на уверувањето. Не да филозофираме, да кажеме за Христос, да кажеме за Бог, да кажеме оно што го знаеме ние внатре. Спомнав 5 работи. Спомнав дека обожуваме, затоа сме во црква. Спомнав дека во црквата имаме заедништво. Спомнав дека во црквата учиме и ние и ги поучуваме другите. Кажа дека во црквата сакаме да служиме едни на други и на тие од надвор. Рековме дека сакаме да евангелизираме. Бараме од Бог да ни даде можност да го направиме сето тоа. Ама ајде уште едно друго прашање и со него завршувам со една минутка. Колку од вас имаат дар да ги одложуваат работите? Јас знам оти некој пати го имам тој дар. Утре, други ден, за еден месец, за 2 недели. Ајде се обидеме да не го практикуваме. Ајде се обидеме да не речеме ќе одложам, туку ќе речем ајде да го направам. Зошто? Затоа што идната недела пак ќе дојдеме во црква. Идната недела пак ќе треба да се одговориш на прашањето зошто ќе станам сабајле, да дојдам во црква и што ќе се случи од кога ќе дојдам во црква. Дали ќе дојдам за обожување, заедништво, учеништво, служење, евангелизација, или ќе дојдам оти насилно ме донеле, или оти немам друга работа, или оти треба да се видам со некој таму. Размислете за тоа. Многу ни е важно, од тоа ќе зависи колку фајда и колку полза има секој од нас од црквата и колку секој од нас има полза едни од други. Амин.